Започнуваме со настаните кои што го одбележаа денот. Сдруженијето на диабетичари Тетово по повод Светскиот ден на борбата против диабетесот организираше бесплатно мерење на шеќер во крвта. Повеќе од 100 граѓани направија проверка, а околу 10% од нив беа препратени на понатамошни анализи поради зголемено ниво на измерениот шеќер. По повод Светскиот ден на борбата против диабетесот 14 ноември, Сдруженијето на диабетичари Тетово денес организираше бесплатно мерење на шеќер во крвта. Интересот на граѓаните беше голем, што зборува за зголемената свесност за почести проверки на здравствената состојба. Секоја година, така и оваа година, по повод Светскиот ден за 14 ноември, Светскиот ден против диабетесот, Сдруженијето на диабетичари на Тетово организира го одбележува Светскиот ден, така да денеска, еве имаме како и минатата година и претходните години, да видиме како е на секој граѓанин кој што сака да дојде, ќе му мериме ниво на шеќерот, како му се движи. Меѓутоа имаме и нови откриени, затоа што ги прашуваме дали има или нема шеќер, а резултатот покажува дека е накачен, така да ги препорачуваме после повторно да си направат самоконтрола, односно да на лекар, па да си го прати како му се движи нивото на шеќерот на пациентот, да речеме. Повеќе од 100 граѓани денес направија проверка, а околу 10% од нив беа препратени за понатамошни анализи поради зголемено ниво на измерениот шеќер. Ниво на општина Тетово, кој што се на инсулинска терапија, прво, бројката е 2300. А овие што се другиве на, да речеме, на општина, они се преку 10.000, тука не веќе бројката, голема е, и за жал тенденцијата е рапидно расте бројот на диабетичари. Секој ден имамо по нов, секој ден-два е по нов диабетичар кој што иде на инсулинска терапија, така да бројката за жал ќе расте. Секоја земја која е во транзиција, така и наша држава, на ниво на Република Македонија, да кажем дека ги има околу 185 кои се диабетичари, а 40.000 кои што се на инсулинска терапија. Тоа е на ниво на Република Македонија. Диабетесот или кај народот попозната како шеќерна болест представува хронично метаболно нарушување на јаглехидратите, мастите и белковините, каде основната карактеристика е хипергликемија, односно покачено ниво на шеќер во крвта. Како резултат на нездравиот животен стил кој подразбира лоша исхрана, намалена физичка активност, секојдневен стрес, се зголемува и бројот на заболени од диабетес. Со текот на времето, покаченото ниво на шеќер во крвта го зголемува ризикот од појава на срцеви заболувања, бубрежна слабост, губење на видот, гангрена на долните екстремитети, оштетување на нервите и другите органи. Најчести симптоми се зачестено мокрење, особено навечер, чувство на силна жед, зголемен апетит, губиток на телесна тежина, изнемоштеност, трнење во прстите на раците и стапалата, заматен вид, чести инфекции, бавно заздравување на рани, болки во стомакот и повраќање. Изминатата недела најмногу од новозаболени од грип се регистрирани во Тетово и Гостивар. Од почетокот на сезоната Гостивар е на прво место по вкупниот број на болни од грип. Најмногу новозаболени од сезонски грип во земјава изминатата недела биле пријавени на подрачјето на Центарот за јавно здравје Тетово и подрачната единица во Гостивар. Како што објави Институтот за јавно здравје, за една недела заклучно со 5 ноември се регистрирани 39 лица заболени од заразното заболување во Тетово, а 31 лице во Гостивар, односно повеќе од половината од новозаболените на целата територија на Македонија се од овие два града. Од почетокот на сезоната, Гостивар е на прво место по вкупниот број на болни од грип. Во однос на заболените по возрастни групи, најголем број на заболени се пријавени во возрастната група од 15 до 64 години. На целата територија на Македонија досега биле регистрирани 253 болни. Последната недела, за само една недела, се регистрирани 130 новозаболени, што е за 2 пати повеќе од неделата пред тоа. Иако грипот зема залет, се уште не е достигнат
влезот во сезоната на грип, односно активноста на вирусот се уште е ниска. Како што не информираа од Центарот за јавно здравје Тетово, вакцинацијата против заразното сезонско заболување грип заврши заклучно со 31 октомври. Имено за нецели 2 недели беа потрошени предвидените дози од вакцината. Најголем број од вакцинираните се на возраст над 65 години, со историја на хронични заболувања. 5 лица, од кои 4 малолетни деца завршиле на скопските клиники по сообраќајна незгода на регионалниот пат Мавровијанови-Дебар. 31 од Сарај, бегајќи со своето возило од полициска контрола, скршил рампа на наплатна станица. Полицијата открила спортска обложувалница која работела без дозвола. 4 малолетни деца и 37 годишна сопатничка задобиле телесни повреди во сообраќајна незгода, случајна вчера на регионалниот пат Мавровијанови-Дебар, во која учествувале патничко возило Мерцедес со тетовски регистарски таблици, управувано од 36 годишник од Голема Речица и товарно возило со полуприколка што го управувал 33 годишник од Челопек. 5 темина повредени во Мерцедесот најпрво пренесени се во здравствениот дом Ростуше, потоа во Дебарската болница, од каде по укажаната лекарска помош префрлени се на скопските клиники. Првично причина е недржање страна, додека вкупната материјална штета се проценува на 300.000 денари. 31 годишник од Сарај вчера вечер, бегајќи со своето возило од полициска контрола, скршил рампа на наплатна станица Гостивар, упатувајќи се прво кон Тетово, а потоа кон Скопје. Во близина на Групчин возилото е запрено, а возачот е приведен и притоа не се пронајдени предмети кои потекнувале од кривични дела. По разговорот лицето е пуштено и ќе се соочи со поднесок. Завчера вечер пак патнички воз во близина на тетовската населба Деребој удрил и усмртил коњ, кој неконтролирано се движел по пругата. Нема повредени во возот, а причината е материјална штета од 20.000 денари. Од билтенот на СВР Тетово информација за извршена контрола вчера во спортска обложувалница во Врапчиште, која работела без потребните документи. При тоа времено одземена е целокупната опрема, како телевизори и компјутери. По целосното расчистување на сите поединости ќе следува соодветен поднесок по законот за игри на среќа. 68 годишник од Гостиварско Чајле вчера вечер околу 21 часот и 50 минути бил донесен на ургентното оделение во Гостиварската болница, откако претходно испил, односно се затрул со 20 на таблети седативи. По укажаната лекарска помош пренесен на скопските клиники. Се расветлува мотивот за труењето и другите поединости поврзани со овој случај, информираат од СВР Тетово. СВР Тетово известува дека во текот на месецов ќе се спроведе пробно испукување на стрелиштето Еребино. Секторот за внатрешни работи Тетово на 12, 18, 19, 25 и 26 ноември годинава ќе спроведе пробно испукување на стрелиштето Еребино. Пробното испукување ќе се организира, односно реализира од 7 до 15 часот, а собствениците на оружје поединечно телефонски ќе бидат известени за терминот. Секторот за внатрешни работи Тетово ги известува граѓаните тие денови да бидат внимателни ако поради најразлични причини и потреби се движат во близина на стрелиштето и да не се вознемируваат од стрелите како последица на испукувањето. По повод денот на ослободувањето на Гостивар, Општинскиот одбор на Сојузот на борци распиша конкурс за најдобар есеј на тема Слобода. Најдобрите творби ќе бидат наградени на одбележувањето на 18 ноември. Основците и средношколците од гостиварските училишта кои имаат желба и талент за пишување може да учествуваат на конкурсот распишан по повод 18 ноември, денот на ослободувањето на градот. Традиционално Општинскиот одбор на Сојузот на борци како организатор на одбележувањето претходно отвара конкурс за најдобра литературна творба. Годинава учениците пишуваат есеј на тема Слободата е нашата сегашност и патока за посветла и посреќна иднина на сите нас. Должината на текстот треба да биде од 400 до 500 карактери.
Веќе ги известивме сите основни и средни училишта за конкурсот и очекуваме како и секоја година да има голем интерес од страна на учениците и менторите. Делата ќе ги оценува посебна комисија и најдобрите ќе бидат наградени на самата манифестација по повод 18 ноември, велат од гостиварската боречка организација. Конкурсот трае до 13 ноември понеделник, а есеите учениците треба да ги достават до професорите во своите училишта. Манифестацијата за денот на ослободувањето на градот ќе се одржи следниот петок. Настанот ќе биде збогатен со културно-уметничка програма, за која годинава ќе се погрижат основците и наставниците од основното училиште Единство. Покрај тој дел планирано е и доделување на признанија и благодарници на поединци, институции и фирми. 15 години постоење годинава прославува Македонско-хрватското друштво од Тетово. По тој повод во петок организира пригодна прослава. Македонско-хрватското друштво од Тетово годинава прославува 15 годишен јубилеј. По тој повод во петок на 10 ноември во ресторан Арена со почеток во 19 часот и 30 минути организира пригодна прослава. На прославата присутните гости ќе ги забавува музичката група од Загреб Леванда. Од 21 часот и 30 минути па до 1 часот по полноќ ќе настапи мегабенд со музика во живо. Медиумски покровители на настанот се радио и телевизија КИС. За прв пат во Тетово ќе се случи еден таков настан и би било пожелно и многу поголем аудиториум да биде заинтересиран да ја види овој настан, оваа клапа, бидејќи тоа прв пат се дешава. Јас колку што знам, моите 60 години не постоело таква манифестација во Тетово. За оваа манифестација се повикани гости од надвор, од Република Хрватска, од Република Србија, хрвати кои живеат во Суботица, Шибеник, Загреб и Пула. До сега имаме потврда на Загребачката жупанија дека ќе бидат присутни со основните училишта во таа жупанија. Од Суботица немаме и од Шибеник никаков одговор сега моментално, очекуваме овие денови. Од Република Македонија повикани се Сдруженијето на заедницата на Хрвати од Скопје, заедница на Хрвати огранок Куманово, заедница на Хрвати огранок Велес, Македонско-хрватско друштво од Штип, Либертас од Штип и Бранко Марулиќ од Битола. Македонско-хрватското друштво Тетово е формирано во 2002 година и до сега има реализирано многу активности и проекти. Активностите на Македонско-хрватско друштво се одвиваат претежно преку школата за изучување на хрватски јазик. Веќе 5-6 година имаме професор од Хрватска кој доаѓа. Наставата се одвива во основното училиште Гоце Делчев, Тетово. Професорот си доаѓа, е платен од влада на Република Хрватска, живее во Скопје, патува и така. Имаме едно 20-30 ученика моментално. Наставата ја помина 4-годишна настава прошла година 30 на деца, од која наставуваат и сега, некои повозрастни, има и помлади категории. Тоа е еден дел. Втора работа е што работиме и на проекти, меѓу од кои проекти се финансира ракометна секција на клубот, од која секција произлезе ракометен клуб во Тетово, бидејќи долго години го немаше. Ние сме заслужни за таа една работа што се десила. Друго, работиме на презентации, имаме креативна работилница, жените ја водат, сликарска секција, презентации на литературни дела, книги и така натаму. Сега да ви кажам дека кубуриме малку со простор. Општината Тетово имавме просторни во одзеде, сега верувам дека ќе најдеме заеднички јазик, бидејќи имаме некој начелен договор. Они дел во промотивниот материјал го финансираат овој дел на Македонско-хрватско друштво.
и верувам дека ќе имаме некоја од 2-3 проекта некои средства за брзо време да ни легнат на сметка, за да може да го покриеме овој трошок. Монополот во прислушувањето кој го има УБК мора да се одземе за да се воспостави владење на правото и демократските вредности. Оценија учесниците во научно-стручната дебата, безбедносни диалози за процесот на трансформација на управата за безбедност и контраразузнавање и механизми за контрола на следењето на комуникациите. Се подготвува нов предлог закон за реформите во УБК, а првиот човек на институцијата верува дека ќе биде готов до крајот на оваа година. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски смета дека реформите ќе значат крај на можноста за политичка злоупотреба на управата. Во таа насока и владата на Република Македонија преку низа активности, вклучително и во планот 369, како и Министерство за внатрешни работи, во тесна комуникација и соработка со нашите европски партнери, отпочна со работа околу сите потребни нормативни, кадровски, технички предпоставки за реализација на реформите во управата за безбедност и контраразузнавање. И особено во делот на механизмите за контрола на следењето на комуникациите. Значи, одлуката е донесена, одговорноста е превземена, агендата, односно принципите за оваа реформа се сосема јасни. Препораките беа дека треба да се одземе монополот на управата за безбедност и контраразузнавање. Бидејќи верувам дека сите знаете, но во моментот јас сум тој кој што го подпишува секој извештај кој што оди кон обвинителството. Без оглед кој е корисникот во Република Македонија кој што има право да следи комуникации, јас сум тој кој што комуницира со обвинителството. Така да, таа моја позиција мене ми дозволува, значи јас имам можност да бидам запознат со се што се следи комуникација во моментот во држава од било која институција која што има надлежност да го прави тоа. Тоа е тој монопол. Така да, значи, ако јас сакам да го правам тоа, секоја една информација можам и да ја контролирам. Поентата е тоа да се тргне како можност. Невладината аналитика бара итно воведување на праведен данок, односно оданочување на профитот на компаниите. Дополнително велат потребна е транспарентност при трошењето на јавните финансии, како и подобрување на инфраструктурата, односно обезбедување на алтернативни патишта, со кои ќе се намали трошокот за фосилни горива. Введувањето на прогресивен данок на добивка не е толку важно како што се важи некои други работи, промени кај данокот на добивка. Данокот на добивка е многу посложен данок од персоналниот данок на доход и заради тоа што компаниите имаат многу можности за намалување на даночната основица и за избегнување на таа така наречена повисока стапка и заради тоа прогресивниот данок на добивка во моментов не е приоритет кога се разгледуваат опциите за промена на данокот на добивка. Тука посебно нагласуваме прогресивно оданочување на добивката. Главна порака од даночите ги од профитите. Значи, секаде во светот, како и во Балканот, постојат фрапантни податоци дека најголемите компании не само што не ги плаќаат законските даночни стапки, туку дури добиваат назад од државата. Тетовските фудбалски екипи вчера се надпреваруваа во четвртина финалето на Купот на Македонија. Фудбалерите на Тетекс вчера изгубија со 2-0 од Академија Пандев во четвртфиналето во Купот на Македонија. Мишов во 35-та минута го отвори резултатот за 1-0, додека во 83-та Балдовалиев зголеми до 2-0. Претходно во 77-ма минута Атанасковски кај гостите заработи втор жолт картон и исклучување. Реваншот е во Струмица и се игра на 29 ноември. Во првенствените надпревари по Тетекс минатото коло што се играше на 4 ноември дома, со Лабуниште играше нарешено 0-0. Во наредното коло, во сабота 11 ноември, Тетекс гостува на Евромилку во Скопско Горно Лисиче. Ренова на исто така домашен терен во Тетово го совлада Скопје со 2-0 во четвртфиналето на Купот. Шкендија го очекува победникот од 8 на финалниот дуел меѓу Вардар и Шкупи, со оглед дека се одложени двата меча поради настапите на Вардар во Лига Европа. Поради надпреварите на фудбалските селекции, прволигашите наредните средби ги играат на 16 ноември. Ренова го пречекува Вардар, а Шкендија му гостува на Силекс во Кратово.
Представниците на Европската Унија планираат да го продолжат својот план да го преземат континентот со создавање на мегаблок од 37 држави по Брекзит, кој би се протегал на територија од 5000 километри. Албанија, Македонија, Црна Гора, Србија и Турција би можеле да станат членки според плановите на Европската Унија, а би можеле да им се придружат и Босна и Херцеговина како и Косово, вели британски Експрес. Во меѓувреме блокот се приближува кон Владимир Путин, обидувајќи се да ги донесе руските сојузници Украина, Молдавија и Грузија под своја контрола. Комесарот на Европската Унија Жан-Клод Јункер напредува со својот план за понатамошно обединување на континентот. Блокот долго време го употребува членството на Турција за да ја покори волјата на оваа се поавтократска држава, вели Експрес. Британската министерка за меѓународен развој Прити Пател поднесе оставка по средбата со премиерката Тереза Меј. Таа деновиве беше мета на остри критики поради непочитување на дипломатскиот протокол за време на приватен семеен одмор во Израел. Пател тогаш остварила средба со високи израелски представници, меѓу кои премиерот Бењамин Нетанаху, а претходно не ја информирала британската амбасада. Освен тоа, Пател ја посетила израелската воена мобилна болница во Голанската висорамнина, каде се наоѓаат повредени лица од Сирија. Британските власти не ја признаваат контролата на Израел врз Голан, кој е освоен од страна на израелската војска за време на 6-дневната војна во 1967 година и подоцна анектирала. На 8 ноември се отвори музеот Лувр во главниот град на Обединетите Арапски Емирати Абу Даби. За лиценцата Абу Даби платија на Франција повеќе од $1 милиарди. Изградбата на музеот чинела $654 милиони. Комплексот се состои од 55 одвоени згради. Куполата со диаметар од 180 метри ги прекрива поголем дел од објектите на музејскиот комплекс и може да се види од морето. Авторот на проектот е светски познатиот архитект Жан Нувел. Убер направи чекор напред во својата намера да започне со услугата за вселенски такси возила и потпиша договор со Американската вселенска агенција за истражување НАСА. Од Убер изјавија дека услугата може да биде електрична, така што патувањето со автомобил трае 80 минути. Со летачкото такси ќе трае 4 минути. Во овие такси возила може да се возат максимум 4 патници, а нивната максимална брзина ќе изнесува 322 км на час. Целта на Убер е такси услугата да биде оперативна во Олимписките игри во Лос Анџелес до 2020 година. Но експертите се скептични околу тоа дека летачките такси возила некогаш ќе станат реалност. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност и со слаб ветер претежно од западен правец. Утринските температури се движеа од 4 до 8, а дневните од 9 до 15 степени. Утре не очекува сончево време со умерена облачност и со слаб ветер од југозападен правец. Поодделни котлини со појава на утринска магла. Во вечерните часови ќе има зголемување на облачноста. Утринските температури ќе се движат од 3 до 7, а дневните од 8 до 14 степени. Овде ги завршуваме вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.